Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме компири на 3 различни начини. Да започнеме со состојките. За овие рецепти ќе ви треба за полнет печен компир, еден голем компир, маслиново масло, сол и бибер и мешавина од туна и блага пченка за сервирањето. За пире со печен лук, 500 грама компири, 2 главици лук, 100 мл млеко или 75 грама путер или маргарин и сол и бибер. За крокети, 500 грама компири, една супена лажица млеко, 3 до 4 ситно исечкани млади кромитчиња, 2 јајца, 1,5 супена лажица брашно, 200 грама презла и сончогледово масло за пржење. За подготовка на овие рецепти користиме Делимано сет тави за пица, касерола и Делимано лонец од 20 см. Полнет печен компир. Овој рецепт е навистина многу едноставен за подготовка. Со вилушка или со остар нож правиме дупчиња во компирите и одозгора попрскуваме со маслиново масло, сол и бибер. Ги ставаме во претходно загреана рерна на 180 степени и печеме 45 минути. Доколку немате доволно време, пред да ги ставите компирите во рерна, ставете ги во микробранова печка 5 минути. Послужете ги со мешавина од туна и сладка пченка и зачинете со сол и бибер. Во компирот можете да додадете масло или путер за дополнителен вкус. Пире со печен лук. Со остар нож ги сечеме главиците лук на половина, додаваме сол, бибер, малку маслиново масло и ги печеме 1 час во претходно загреана рерна на 130 степени. Лукот додека се пече го губи горчливиот вкус, се карамелизира и е многу поблаг. Компирите ги вариме 25 минути во солена вода додека да омекнат. Потоа најдобро е да се изгмечат со специјална алатка за пире. Додаваме млеко или путер, зачинуваме и убаво промешуваме. Лукот исчистен од лушпите го додаваме во пирето и повторно се убаво треба да се изгмечи. Ова пире е одличен гарнир за месо, особено за јагнешко. Крокети. Компирите ги вариме 25 минути во солена вода додека да омекнат. Потоа најдобро е да се изгмечат со специјална алатка за пире. Ситно сечкаме 3 до 4 млади кромитчиња и ги мешаме заедно со компирите, млекото и брашното. Зачинуваме со сол и бибер. Распоредете ја мешавината на даска за сечкање и оставете ја да се излади. По 30 до 40 минути поделете ја на 8 до 10 парчиња и од нив направете стапчиња. Стапчињата ги потопуваме во изматени јајца и презла и ги пржиме додека не добијат златна боја од сите страни. Ги послужуваме како предјадење, декорирано со исечкан млад кромит или пармезан. Сигурни сме дека ќе уживате во овие идеи. Како и секогаш, слободно експериментирајте со рецептите и вкусовите. Пробајте со поинакво полнење за полнетите печени компири или пак додадете козјо сирење или сланина во крокетите. Бидете креативни и не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.